почитувани гледачи, вечерва гостин во нашата редовна емисија во потрага по вистинскиот збор е писателот Љубомир Грбевски, инаку познат и под прекарот, односно псевдонимот Джери. Љубомир Грбевски доаѓа од Скопје, но бидејќи го спомнав и неговото второ или трето име Джери, моето прво прашање... Прекар, убаво го спомнав. Прекар. Моето прво прашање ќе биде токму тоа. Најверојатно многумина мислат дека Джери има некоја врска со цртаниот филм Том и Джери, но јас верувам дека не е така и дека вие прв пат на гледачите јавно ќе им соопштите од каде е овој прекар Джери. Овој прекар го влечам зад себе како опаш повеќе од половина век. Многумина ме прашуваат ова и што ме прашат и дали има, односно се сомневаш дека има врска. Нема врска. Точно е тоа, дека нема врска со. Многу порано е пред да се емитираат тие цртани филмови кај нас. Значи, во детството некаде пред земјотресот Скопски, 62-61 тие години, бев влюбеник во еден стрип што излегуваше во тогашниот неделник, се сеќам добро дали беше Политикин забавник или Кекец, не ме фаќа за збор, ама јасно дека имаше стрип Джери Спринг, вестерн стрип, во која Джери Спринг беше главниот јунак и јас бев влюбен во тој лик. И на пријателиве на мојве соученици постојано Джери вака рече, Джери така рече, овие авантури, оние авантури. И од тоа многу кратно повторување мене ми го прикачија прекарот Джери. Значи сте биле воодушевени од тој лик. А сега си е барам некоја символика, макар што нема врска. Значи, тоа беше во основно училиште кога бев, во населба Пролет, а овој јунаков по кого го носам, баш такво му беше името и презимето, Джери Спринг, Джери Пролет. Сега, сакам Грбевски да ве прашам, вие пред малку ја спомнавте населбата Пролет, или како што вие сите од таа населба и од градот Скопје ја викавте Пролеќе. И сега ја викавте. И сега. Само официјално е Пролет, инаку во разговорниот никој не така. Значи, вие сте дете од Пролеќе. Па, ќе сакате ли малку да се навратите во тие ваши детски денови во населбата Пролеќе, тука во близина на сегашната нова железничка станица, во близина на Народната банка и Централниот регистер. Тој дел е во самиот центар, а сепак не е во строгиот центар. Е една убава работа и сега, само што за жал сега градежнава експанзија ја нападна како што 90-тите години Дебармало го нападна и така натаму, така сега го нападна ова градежна експанзија и населбата Пролет. Инаку, неверојатно е, точно е, како една оаза и е во центар и е малку подалеко од центар, подзаскриено, по интимно место. Така. Особено срцевината на таа населба, значи меѓу улиците Стале Попов и Мирче Ацев
и од другава страна булеварот Кочо-Рацин, не Кочо-Рацин, Никола Карев, Да. практично е една оаза. Да. Но тоа брзо ќе исчезне. Брзо За ќе жал, за жал. Како деца Да. се дружевте, Како не? игравте. Неверојатна раздвиженост имаше и мислам дека во многу малку мала во Скопјево во населба Пролет се случува пред се благодарејќи на неколку ентузијасти, да речам. Љубиша Никодиновски Биш, Добро. значи долгогодишен, нели? Да. Во младиот отворен театар, Зелената гуска. Така. И Јосиф Џошков, Новинарот на Нова Македонија. Значи, благодарение на нив имаше и други, се разбира, овие ги истакнам, толку организира, значи не се сведуваше само на играње, фудбал, на, не знам, брканици и такви работи, џамли, не. Организира надпревари малски олимпијади. Во шах, во трчање околу населбата, значи на средни стази, во скокови во далечина, значи главно атлетски дисциплини, што за тоа време, ова зборувам за 65-та, 66-та, 67-та, тие години, непосредно под земја, тоа беше многу, па дури имаше и некаков вид на квизно знаење. Детски, со сите мани, но со многу шарм. Така што имам, не, тогаш населба Пролет врело беше за и многу луѓе, како да речам, во понатамошниот дел, излега во јавниот живот, во културниот, така. Еве, во врска со вашата населба Пролет, односно Пролеќе, Така. јас да кажам, имам толку многу слушано, бидејќи мојата сопруга потекнува од таа населба, и вие се знаете и лично, Се знаеме и лично, од деца, но сакам да кажам дека вие Грбевски, уште од тие детски денови, се определувате за музиката. Многу рано, дури формирате и музички состав, група. Да. Со Данајл Дарковски, со Зорица Попанкова правите група. Со Јаков Дренковски. Со Јаков Дренковски. Вие вевте тапанар. Да. Бубњар, Да, како што да, обично да, се да. вели. Од каде таа ваша определба за музиката? Значи, во раните денови тие, на почетокот на тинејџерските денови, точно се совпаѓа со оној светски тренд на Битлманија. Да. И сега, со година-две за доцнување, тоа допира и до нашиве крајови, иако тога сме многу позатворени во однос на сега. Комуникациите не беа такви како што се. Сега, тој бран ме зафати и мене. Музиката и од сегаш постоеше некое жарче и практично велам дека двете мои најголеми љубови околу уметноста се пишуваниот збор и музиката, особено рок музиката. Така. Да, со овие луѓе, ето, некои излегоа и сериозни пејачи. Направија кариера? Кариери направија, успешна. Да. Сите. Сите, буквално. Членови, да. Иако во тој состав, таа група, немаше некаков, паш и бевме многу млади. Но едно морам да го истакнам. За поврзаноста, што реков, на музиката и пишуваниот збор. Имаше еден довош, барабанче, да речеме,
што е нели срцевината на подоцна комплетот тапан. Имаше во музички магазин и го сонував со денови, го гледав и ми теча лиги до И си колена. викаш, дали ќе биде мое? Да, но беше прескапо Скап, за тоа. да. И дури не се ни осудував на татко ми да му. Но таа година имаше градски конкурс за песна за Скопје. Така. И за среќа добив првата награда. Браво. Во универзална ни дава и парична награда. Награда, пари. Паричната награда изнесуваше околу половина, нешто помалку од половина од ова што чинеше. И јас се осоколив тогаш. Дома се разбира, малку беа почестени, израдувани, дека синов. И тогаш го замолив татко ми да дода. Се разбира. Другиот дел. Да, поголемиот. И се разбира дека мисле се во пресред и тогаш лета во облаци. После неколку години веќе имав и цел овакво Опрема. Комплетна. да, комплет се, ама тогаш веќе цела група бевме, ова што спомнавме. Да. Се, од каде? Реков на почетокот, тоа е тоа. Се вели дека нема девојка и момче, посебно би рекол момче и девојка, кое што не сака да биде дел од музичка група, да биде гитарист, да биде пејач или едното и другото, фронтмен на групата, бидејќи голема беше популарноста Так. на музичките состави, групи и на членовите на групите. Момчињата велеа така најлесно ќе дојдеме до најубавите девојки, Так. а најубавите девојки секогаш ги сака членовите на групите. Так. И сигурно и вие, и ти лично, ама и другите членови на групата, сте биле многу популарни во тоа време и сигурно сте имале проблем каде да вежбате, каде да музицирате. Дали во подрум, дали во гаража. Тоа беше сериозен проблем, ама тоа до денешни денови. И денеска е проблем. И младиве, сегашниве групи има проблем, иако постои, да речеме, младински културен центар, има доволно простори, би можел не велам дека не издава, ама не издава доволно. Да. Сега, нормално, кај што живеев јас, тој стан имаше подрум и таму вежбавме. Но не дека немавме проблеми. Сте имале сигурно реакции од станарите. Од станарите дури доаѓа и полиција. Да. Божемно правиме бука, божемно правиме, безмалку излезе дека сме деликвенти. Но, такви беа тие времиња на тие, да речеме, некои бунтовници без причина, со долги коси, со поинакви облеки, Да. се гледаше неблагонаклоно и на некој начин како раните христијани требаше да се криеме, иако младата популација не обожаваше тоа, не го крием, не само на сите тие што рече Преска, но имаше, како да речам, судир меѓугенерацијски доста изострен, не дека не постои и сега. Јас сум сведок на тие контрадикторности, на тие противења и на тие судири, како што рековте и вие пред малку, генерацијски, бидејќи долгите коси, широките пантолони, траперки, траперици, од една страна, од друга страна тесните фармерки, сето тоа предизвикуваше срав од странски влијанија, штетни, и постоеше еден отпор, јас би рекол дури идеолошки. Идеолошки, и јас се согласувам со кон се што доаѓаше од надвор, од запад, и сигурно тука се кршеа многу копија и вие сте биле најдиректни
учесници и сведоци. Така. Јас сега како возрасен тоа го сваќам. Тогаш не го сваќам. Да, сега сакам да прашам. Бидејќи говориме сепак за еден период многу специфичен, многу интересен за Скопје. Покрај овие ваши пријатели, музичари, Јаков Дренковски, Дане Ударковски, Зорица Попанкова, кои беа другите ваши врсници или малку повозрасни, малку помлади, колеги, музичари и состави? Дали беше тоа периодот на Триангл, на Лева патика или малку пред тоа? Уште пред тоа? Пред тоа, да. Значи, па подсетете малку на... Ако може да се каже условно, ние кога стасавме со моје другари, беше вториот бран или втората генерација. Так. Значи, ако беше првата генерација, бисери, безимени, вихори и така натаму, урагани, ние бевме втората генерација. Тука се близко Триангл, ама нешто пред тоа. Нешто пред тоа. Сега, сакам да ве прашам. Велат, од судбината не се бега, па и од таа ваша првична животна определба за музиката. Вие цел живот сте поврзани со музиката. Така. И би сакал, пред да почнеме да говориме за вашите книги, повторно се задржиме малку на музиката, бидејќи вие повеќе години, би рекол долги години, работевте како музички новинар и критичар во ревијата Екран, но не само тоа. Вие подоцна бевте мощне поврзани и со музичките рок фестивали кај нас, дури во вашата биографија стои еден податок дека бевте и селектор и долгогодишен уметнички директор на познатиот Рокфест. Па ајде малку повторно за музиката и за вашата активност како музички новинар, музички критичар. Пред тоа работев во библиотека на... Сакав подоцна за тоа да ве прашам. Добро, само да го премостам ова. Да. После тоа многу кратко време бев во А1 телевизија, туку што се оформи и набрзо отидов во Нова Македонија, односно во Екран. И така, секторски бевме поделени, мала беше редакцијата, 4-15 луѓе дали бевме, и се мене, бидејќи ме знаеше тогашниот уредник и за афинитети, вика најлогично ми е и најдобро ја познаваш материјата и најдобро ја сакаш во овој дел. За музиката пишував јас, главно за популарната музика, значи за забавна, за рок, за джез, за тие. А за онај шлагерски дел си имаше уште еден. Сега имаше и други сектори. Долго. И една од работните задачи, првично, ми беше да го водам Рокфест. Оти Рокфест е формиран 80-та година токму од ревијата Екран. Да. И тие го покрена. Така. И јас како новинар кој што го водеше тој сектор, нормално беше да го преземам водството на тогашниот Рокфест и долги години се задржав, може би 14-15 години. Да, сакав да ве прашам, за тоа што вие пред малку почнавте да говорите, пред да се вработите во ревијата Екран, вие работевте како библиотекар. Да. Ама тоа беше многу кратко. Да. Но сепак и тоа говори за една ваша поврзаност, па дури би рекол и една интимна определба за книгата и пишувањето, бидејќи
вие покрај тоа што сте се занимавале со музиката, вие можете активно се занимавате со пишување, се занимавате со книжевноста, односно со литературата, посебно литературата за деца и млади. Да. Или, Да. попрецизен би бил, за тинејџери, Да. значи за млади. Па сакам сега полека да подсетиме дека сте започнале, пред да ги објавите книгите, сте започнале и со пишување за песни, значи пишување текстови, Да. за песни кои што ќе се изведуваат. Да, да, да. Вие спомнавте пред малку дека сте добили награда за песна за Скопје, но имате добиено и бројни награди за ваши текстови. За текстови за композиции. Значи, исто е, тоа е поезија, само што е таа применета, значи, и мора да биде во согласно ја немаш таа слобода, да речеме, на израз какова, туку мора да се уклопи со музиката. Јас и кога свирев, главната задача би беше моја, кога создававме собствени песни, јас да ги пишам текстовите. Така што на почетокот реков, тие се двете мои најголеми љубови и така. Сега, иако некако во разговоров инсистирате на рок музиката и на џез музиката, Да. вие имате напишано текст за една од, можеби, најубавите, би рекол, новокомпонирани песни. Тоа е песната "Руселе, моме убаво". Јас ќе бидам искрен, не знаев дека е тоа ваш текст, дури мислев дека е тоа Народно. народен текст, народна песна. Да. И... Тоа истото ми го има речено Пепи Ренџов. Да. Вика, татко ми, кој ќе падне во севдах, Да. Михаил Ренџов, Да. Пепи, ајде засвирија Руселе, моме. Да. Му велам, Пепи, па јас го пишав текст. Не, зафркај, вика, 100 години сме пријатели, не сум знаел. Добро, вика. Да, затоа што тука не знаеш што е поубаво. Дали изведбата, дали текстот. Многу е убаво вклопено. Значи, не пишувам за народна музика. Ама еве, еден ќе ја излез се направи, ќе ја кажам анегдотата. анегдотата со тоа. Со Љупчо Трајковски Фис, Да. долги години пријатели, мислам и тој беше активен рокер. Да. После стана да. и јас му велам, активен рокер кој ги напише најубавите македонски новосоздадени. Да. И ми вели, абе другарче, бе, направи ми еден текст, абе викам, не знам, бе викам, немам, ај ќе се обидеме. И му напишав два. Еден, туку што се формира Тумба Фест, Добро. ама му го напишав на Кумановски. Аха. И беше воодушевен. Вика, бе, кај знаеш, мајка ми е Куманов. Викам, така што го знам. Другиот, вика, не знам каде ќе ја пратам песна, ама е малку како староградска. Добро. Ќе се обидам и му напишав таа Русина. И нормално, не нормално, туку и ете се згоди, доби гран при за таа. Ама јас нормално не бе. И викам, добро, зашо не дојде во битва? Од кај знам? Прекрасна песна, прекрасен текст. Да, ми е драго што се згоди, ама на иста бранова должина сме со Фис. Да. Се разбирам, веројатно таа хемија произведе тоа. Да. Сега, полека, но ќе проговориме за вашите книги. Така. Вие објавивте повеќе книги и затоа сте денеска во оваа наша писателска емисија во потрага по вистинскиот збор.
Она што ги карактеризира тие ваши книги, пред се е вашиот посебен, специфичен и оригинален стил. Повеќето, да не речам, речиси сите, книги ваши се пишувани со еден скопски сленг, Да. пишувани се во еден урбан манир, мощне се духовити, луцидни, со многу сарказам, иронија и, оно што е најбитно, тие се многу современи и младите, посебно тинејџерите, нив ги читаат и ги сакаат како своја вистинска лектира. Па полека еве да почнеме од вашата прва книга, а и самите наслови на книгите доволно говорат. Да. Стихови празни и рими безобразни. Антипесни за тинејџери. Мислам дека младите, па и ние повозрасните, јас кога ја читав оваа книга, уживаат во овие ваши игри со зборови, бидејќи во нив има многу искреност, многу доживеаност, многу чувство за урбаното. Има нешто што е мощне битно. Во овие ваши творби има многу современост. Тие се натопени со ова денешно време. Вакво како што е. Так. Забрзано, динамично, противречно и слично. Па иде за првата книга Стихови празни и рими безобразни, зашто првата книга е секогаш прва и би рекол многу значајна за авторот. Се разбира. Како дојде до оваа ваша прва книга? Доста долги години се обидував да ја издадам. Тоа беше време кога уште имаше таква слобода, уште беше многу тешко. И отпор со имаше. Отпор, сленговски да се Така, пише. Боже, сачувај. Така. Така што сигурно ја пишувана не во континуитет 7-8 години. По една, по две, така се. И конечно, кога веќе малку се подотвори вратата на оваа работа, 91 година, дирекцијата, не знам како се викаше, Културно-просветна заедница на Скопје, На Скопје. како што треба, има се млад човек, ја тие вибрации ги осозна, рече, ние ќе ја издадеме. И така натаму. И многу ми е драго што на оваа книга рецензенци ти и другарка моја голема Лилијана Дирјан, како што си ја викам Лилијана Чулич, оди со неа сме соученици уште во основно. И таа живееше во населбата. Да, ма учевме во исто одделение. Пролече. Да. Јас и помагав кога реновираше станот, ме викна, Да. затоа и знам. Втората ваша книга е исто така со мощен необичен наслов, во заграда Хоро, Скопски. Значи и Скопски, и Хороскопски, Шеми. Да. Овој збор Шема е многу популарен и младите го сакаат. Да, многу значен. Има многу значења. Ајде малку и за оваа книга. Ова ми е Скопски, прва книга Шеми. што има два дела. Лев, јас така ги нарекам, лев и десен дел. Така. Во левиот дел се пести. На некој начин продолжение на предходната, тој манир песни. Во вториот дел се пиеси. А понатаму во другиот дел се само пиеси, Да. па повторно само пиеси
и последнава пак песни. Значи кругот го завртува. Така. А ова е со два дела, значи и пиеси И песни. Но пиесите се пак во стихови. Да, тоа сакав да го кажам, Да. бидејќи е поврзано и со вашата трета книга, повторно со еден мощен необичен наслов, Бајки тралалајки. Еве, Грбевски знае да си поигрува убаво, симпатично со зборовите. И во оваа книга бајките се во стихови. Значи, вие сте еден од ретките автори кои што пишуваат, би рекол, поетски бајки, односно бајки во стихови. Оваа книга е малку пообемна во однос на другите ваши книги и сигурно овие бајки не се пишуваат така брзо и така лесно. А сигурно. Значи, во прашање се долги години на Да речеме не долги години, ама неколку На размислување. години, да. па на сигурно, пишување, сигурно. бидејќи во оваа книга има и многу ликови. Да. Има многу реализам, ама има и многу фантазија. Значи, помеѓу реалистичното и имагинарното, Да. односно стварносното и фантастичното, Грбевски испишува своевиден хронопис на Скопје, на животот во Скопје, но и воопшто на младите, на тинејџерите, на сите оние кои што се бараат себе си, но кои што го бараат и тој сонуван, мечтаен, убав, па би рекол дури и поубав, и најубав можен живот. Ајде малку од вас за оваа книга, за бајките тралалајки. Не се воопшто тралалајки, многу сериозни текстови се. Тралалајки и како книжевност и како музичка, оти во сите овие бајки. Има и, односно и во понатамошните што ги пишувам, бајки се со музички numери, значи со сонгови. Да. Дури првата е снимена како радиодрама во која е напишана оригинална музика, специјално за таа. Не е музичка илустрација, земи, не знам, еди која си плоча и илустрира. Не, напишана специјално за тоа. И сонгови, 6 сонга, кои што се исто специјално за оригиналните. Но не се. Има тука 6 пиеси, тралалајки. Па добро, се е шеговино, се е, како да речам, многу убав овдека во предговорот убаво Марта го Владо Мартиновски го извлекува. Го дефинира тоа. Си поигруваш, бајки се тоа. Тоа се бајки. Да речеме, моделот на старите бајки со поврзување. Ова исто што го рече и ти. Има повеќе. Тука нема многу за скопскиот дел, се да речеме универзални. Но понатаму, во следната, баш ги... Ќе дојдеме сега и на таа книга. Го има и тука Скопје, бидејќи го има во секој, па и во вашиот творечки, креативен ракопис, го има автобиографското. Нема писател што не пишува првенствено за себе си. Сигурно. И затоа реков дека го има Скопје. Но, Скопје го има многу и во следните ваши 2 книги, како и во претходните. Вашата следна книга е со наслов. Вашите наслови на вистина се мощни, необични, оригинални, специфични. Вашата следна книга се вика Лет со умот кон папукот на универзумот. Значи, тука има и римување,
умот, папокот, универзумот, меѓутоа лет со умот. Лет како лет во место, но повторно лет со умот. Па нема писател кој што не лета со умот. Сигурно. Ако не лета со умот, нема да има... Фала Богу. Никогаш нема Се согласен. да го досегне небото и звездите и облаците. Значи, мора да има фантазија, мора да има и хиперболизација, и глорификации, и секогаш... На се му предходи лет со лето. умот. Значи, да го видиш, да го дофатиш недосегливото, Так, да го видиш так. невидливото. Но, во оваа книга, јас верувам дека и по оваа емисија, многу гледачи ќе посакаат да ги најдат овие ваши книги во библиотеките, да ги прочитаат, бидејќи сте навистина мощен, необичен, оригинален автор, кој што, Божем, се шегува, а вие сте во вашите книги многу сериозни, ја би рекол дури и претенциозни, бидејќи говорите за една сурова и груба реалност, Так. и во вашите книги има и многу незадоволство, критика, гнев, Јас револт, но сето тоа го правите на еден духовит, луциден, игрив начин, како да, што и Мартиновски да, вели во да, текстот да. во вашата книга Бајки Тралајки. Значи, тргнувам од премисата. Добро, првин тргнувам дека секоја бајка е половина сон, половина реалност. Да, стварност, така. Тргнувам од премисата дека не е само апологетските книги, јас сум добро дете, јас сум Да. добар. Не, тие не постигнуваат вистинска. Значи, најуспешните книги за деца, што знам, Пипи Долгиот чорап, Том Соер, да не ги набројувам, што знам, сите тие што велат комшиве несташни деца се, не се баш послушни на тато и на мама, не се туку се во судир со нив. Значи, мене, кога ги пишувам воопшто, дали се пиеси или се само песни, мене не ми интересира, сега нека простат, не сакам никого да навредам, темите за мачиња, за јачиња, за Да. мечиња, не. Да. Мене ме интересираат за внатрешниот порив на тинејџерот, во судир со реалниот свет, значи со светот на родителите, наставниците Да. и така натаму со. Значи, во таа релација јас го гледам ги гледам своите инспирации и се разбира на пријаска што рековме за јазикот. На почетокот дури бев поблизок до таа генерација, од своето обкружување Да. црпев. Понатаму како одеше, го наслушнував како говори сите оние јазични бравури, сите сленговски пируети што ги прават син ми и неговите другари. За на крај да дојдам, веќе син ми е возрасен. Да. Внукот, кој е тинејџер, него да го наслушнувам како тие ги поимаат, Да. како тој со татко му и со мајка му Како се судира. зборуваат, како размислуваат, Так. како се Ги однесуваат. наслушнувам. Оти моја размисла е, верувам ќе се сложиш, не е писателот само да измислува. Да. Главната, според мене, главната моќ е на пишувачот да забележува Апсолутно. пред останатите, демек и другите ќе го видат, но уметниците им е тоа задачата да го пред останатите
да го извлечат. Обично се вели дека писателите не се записничари, односно не запишуваат само фактографија. Не. Туку писателите го забележуваат она што другите не го гледаат. Така, Значи тоа. го согледуваат. Значи сите гледаат. Да. Но писателот забележува, Така, воочува, така. прецизира, И другите уметници. уточнува и другите уметници. Да. И во таа смисла, само една реченица. Бидејќи пред малку говоревте за дидактиката. Не мора на младите, на децата, на учениците да им се кажува постојано тоа не го прави. Може да им се каже и обратно. Прави го тоа, скрши ја клупата, фрли го ѓубрето. И тогаш тој ќе рече чекај, се шегуваат. Да. Ми велат Да. фактички да не го правам тоа. Да. И значи обратно од дидактиката може писателот низ иронија, низ сарказам Сигурно. да им се обраќа Сигурно. и тие тоа полесно и побрзо ќе го прифатат. Сега, ова е исто така продолжение на Извини, Повелете. само за ова уште заборив да кажам. Да. Ми вели внукот. Леле, дедо, среќа што не ни е оваа книга за лектира. Кој ќе ја читаш толкава? дека е голема. Да, викам синко, ќе те отцепам. Како бре зборува. Тоа е точно. Учениците прво гледаат дали е книгата тенка. Фала Богу. И полека да привршуваме, Да. ова е книгата калеидоскопски шеми. Како што ваму што имавме така, хороскопски, да, хороскоп, овде имаме калеидоскоп, значи калеидоскопски шеми, односно джери за тинејџери. Да. Една рима, една мала игра. И сега бидејќи полека се привршува ова наша емисија, јас сакам на крајот да кажам нешто во врска со вашите книги. Мислам дека сте еден од ретките автори кои што пишуваат за ова актуелно време, на можне современ начин и мислам дека вие и сега имате читатели, но дека во иднина уште повеќе ќе имате читатели меѓу младите, затоа што вие им се обраќате на еден вистински и директен начин. А крајот на секоја наша емисија е со еден ваш автограм. Ќе одберите една од овие две бои, дали со сината или црвената. Овдека ќе го напишете вашето име и презиме во горниот дел, тука слободно. Немам очи, добро. Нема. Можете ли да ви помогнат? Моите, проверете. Не. Не. Добро. Ајде, Добро, на памет. На памет. Значи, името и презимето во горниот дел, во долниот дел ќе го напишете го и Джери, сепак вие сте Джери. Љубомир Грбевски Джери, така го знаат сите. Тоа, веќе го напишавте латинично, странски. Денешниот датум... Оригинално. Денешниот датум, 4.12.2023. И на оваа страница една ваша порака, една ваша мисла, една ваша сентенца. Слободно можете, што сакате, да напишете. Дури некогаш и еден збор. Моите книги ги посветувам, најверојатно ќе напишете, Да. на на непослушните затоа што
послушните. Ајде во ваш стил да видам како ќе поентирате. Затоа што послушните го расипаа светот. Ова личи на вас. И сега ви благодарам за денешното ваше учество во оваа емисија, за вашето гостување и сакам со рака да ви честитам Грбевски за овие навистина прекрасни книги за деца и млади, за тинејџери и да се гледаме на вакви убави средби и по вакви убави поводи. И јас сум желен само за вакви убави. Ова грдава реалност. Да ја избркаме. Зашто не? Да. Да дувне еден силен ветер Ова. од водно Значи, и да создавање на